Здраво, здраво на сите. Јас сум навистина пријатно изненадена од реакциите и за почеток само сакам да ви се заблагодарам на сите за поддршката која што ја добив. Во ова видео ќе зборувам за првите две можности што ги имавме за заминување во Канада и зошто не ги прифативме. Многу ми намислат дека одлуката да си заминеш од местото во кое што си се родил, во кое што си растел, си создавал, дека е многу лесна. Одлуката е далеко од лесна и едноставно сите мораме да живееме на свој начин со таа одлука и да се носиме на свој начин. Крајот на 2011 година дознаваме за можност компанија од Канада, од местото Нанавут, колку што се сеќавам, едно од поладните места во Канада, нуди можност за вработување, имате сместување и нормално можност за преселба. Супер! Единствен услов, оној главен услов беше да прифатите дека ќе живеете таму 10 години. Океј, ајде да си ја пробаме среќата. Почнуваме да истражуваме, да се распрашуваме. Што се случува во меѓувреме? Тоа всушност па и се случуваше секогаш кога сакавме да кога ќе излезеше некоја можност за да аплицираме за Канада. Мојот сопруг Жарко многу сака да листа огласи. Во периодот кога веќе почнавме, кога дознавме всушност за оваа можност, листајки огласи, налета на невообичаен оглас за тогаш за Македонија, нешто несекојдневно. Тоа беше оглас за продажба на машини за производство на биодизел гориво. Океј, меѓутоа ние возбудени, Канада, ќе заминуваме за Канада. Поминува недела дена, така нешто. Повторно листа огласи, повторно истиот оглас. Тука веќе се почна се оно чувство, па ќе одиме во нова земја, ќе треба се од почеток, нов живот, ново место, далеку, без никој, ладно. И носиме одлука дека сепак ќе останеме во Македонија. Тогаш имавме и 5-месечно бебенце и не беше баш толку лесно да се одлучиме да заминеме. Ипак, на крај одите во нешто тотално непознато. Почнуваме со фирмата, почнуваме производство на биодизел гориво. Фирмата функционира околу 3-4 години, така, прилика. Шансата поминала. Жарко почнува да вози камион шлепер низ Европа. Јас останувам дома, нормално немав услови за да одам да работам. Тогаш веќе имавме 2 дечиња, тој период. 2015 година, како скролам на Facebook, некој имаше споделено дека фирма во Канада во Бритиш Колумбија вработува шофери. Супер. Втора можност. Праќаме, аплицираме нормално, го праќаме CV-то на Жара. Поминува. Одговара профилот. Следно нешто е, фирмата закажува интервју во Загреб. Фирмата закажуваше интервју во Загреб за сите што има аплицирано од Европа, како што се сеќавам, и од Балканот. Океј, нема проблем. Жарко со негов братучет палат колата и одат на интервју.
Интервјуто поминува супер. Жарко поминува во следна фаза. Требаше да испратиме некои дополнителни документи. Меѓутоа, повторно се јавува она зошто да се заминеме. Зошто да не пробаме да си створиме нешто во нашата земја. Не ги праќаме документите, седнуваме и ајде разгледуваме, почнуваме да разгледуваме опции што може повторно да почнеме да работиме. Имаше опција по стилот увоз на коли, растурање на коли за делови, повторно биодизел производство. Меѓутоа, во рокот, како беше, година и пол се трудевме да најдеме начин да почнеме, се трудевме да сакавме да останеме, да почнеме нешто да ствараме за нас, да правиме. Ништо не испаѓа. Не можеме никако да дојдеме до некое решение. Поминува, отприлика година и пол поминува. Ништо. Решаваме да му пишеме на човекот, на господинот што ги правеше интервјуата, со кој што комунициравме нормално, и да го прашаме дали едноставно се уште стои понудата за шофер за Бритиш Колумбија. Праќаме мејл, враќа после некој ден. Во тој момент сваќате дека по втор пат направиле голема грешка. Човекот врати дека апликациите од Европа и од Балкан се веќе завршени и дека моментално, како што се сеќавам, се во Африка, ако не се лажам, не ми текнува сега точно, некде дојдал таму, и дека сега моментално апликации примаат само од тој дел. Тотално разочарување. Буквално бевме скршени. Единствената работа во таков момент е меѓу брачните партнери само да си бидете поддршка еден на друг. Повторно ќе кажам, некој полесно се носи со некој работи, некој потешко. Меѓутоа, единственото нешто што во такви случаеви, во случаеви на големо разочарување, во себе си големо разочарување, зашто ние повторно донесовме погрешна одлука. Зошто? Од жал. Прво од жал, да си заминете од сите, а потоа едноставно не знам. Ете, зошто да си заминеш од земјата во која што се родил? Океј, едноставно продолжуваме со животот. Повторно Жарко си продолжува да си вози шлепер низ Европа. Јас нормално си останувам дома со децата. Се до 2018 година. Едно нешто сакам за крај на ова видео да кажам. Тоа се одлично искуство. И мое гледиште на работите. Единствените личности на кои што сте нешто должни во вашиот живот се вашите деца. Како? Па така што ние ги ствараме, ние ги сакаме и ние ги ствараме и е наша должност, ако ништо друго, барем додека не станат полнолетни, да им овозможиме што побаво детство и да ги насочиме понатаму во животот што и како треба да прават. Со други зборови, да знаат дека ние им даваме корења каде што секогаш ќе можат да се вратат
и крилја за да летаат каде ги води патот. И другата личност на која што сте и нешто должни во вашиот живот, сте само вие. Должни сте да си ги остварувате желбите и целите што ги имате и да го правите она што ве прави вас среќни. Макар тоа било, сакам следната недела да купам книга, купија. Сакам за 5 години да купам таа и таа кола, купија. Собирај пари, најди решение. План, цел, тоа е тоа што треба да имате. Сакам за 10 години куќа може би да купам. Океј? Само цел да имате. И вашите цели, вашите желби да си ги остварувате. Тоа е тоа. За денес толку. Поздрав и до следно видување.